Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Тука сме, тие сме, на време сме, почнуваме со уште една доза добра забава на телевизија и верувам дека и вие сте стационирани пред ТВ екраните на фреквенцијата на Телма и го очекувате новото издание Никој како со нашите денешни гости. Така е, денеска, освен Никој како Нина Пиката, Никој како Наташа Миха и Дамир Пук. Здраво, живо и добро ни дојдовте. Здраво, добро ве најдовме. Дали сте добри? Одлично, супер. Радостни што конечно не се согласи распоредот да се видиме вака. Бога ми, да, тоа со натални карти планиравме месечина каде како да се погоди, се шегувам нормално, но во секој случај сите се обврски, а и нашите гости кои што ги бираме да бидат и актуелни, нели, и така натаму интересни, сите тие си имаат нели своји ангажмани, но добро е, тука сме и драго ми е што успеавме да се согласиме, дали се чувствувате добро, дали е пријатно сме во студио. Океј, супер. Само кажи ми, Дамир, тоа што ти беше закажано кога минатиот пат не можеше да дојдеш, се оствари таа средбата по оваква нешто шифри бивна? почнаше, Да, се оствари, Добро, супер. и има нешто? Има некоја нова соработка или? Не, тоа е промоцијата што тековно си иде за мојот најнов сингл, да, со тоа што ја го промовирам и на домашната сцена, пошто инструментална музика, да, има малку пошироко може да се пласира затоа што не е нели јазикот бариера за да излезе музиката. Додека зборуваме, само ќе замолам режија да го пуштат неговиот нов сингл и таман си зборувам. Кажи ми, на кој начин се прави таа промоција? Правиш сам пиар, како? Пред стратегија, како се јавуваш? Да, во денешно време, како и сите други, особено во жанрот кој што оваа нова песна ми е испромовирана, значи инструментален рок, генерално тоа беше праксата воспоставена дека секој си е сам свој мајстор, од смислување музика, реализирање, продукција, па се до тој дел кај што е за промоција за пиар, дури за последниот сингл, дури видеото е во голема мера мое, во соработка со Наташа, така да баш буквално заеднички проект остварен целосно. Во врска со промоцијата веќе имам остварено одредени контакти, што ми се од порано, дали кога сум бил член на бендови, дали од претходни проекти, и користам се тие за да ја изгорам максимално песната како што може. Каков е начинот? Се стигали брзо, да речеме, до светот? Зависи од претходното искуство. Зависи од претходните ангажмани. Сега имам среќата или привилегијата, или како и може да се каже, да имам одредено CV во овој жанр, во овој свет. Предходно со гитарски надпревари, со веќе имам 2 соло албуми 2017-2022. Ова е сингл кој оди после тоа. И тоа, ако не си од вчера, малце помага, пошто веќе одредени ствари се воспоставени. И да, после тие контакти, нормално социјални мрежи, телевизија, радија, блогови, така е, така натаму, да. И морам да прашам сега, заедно сте толку време, и зашто не создавате и заедно музика, туку секој одделно си тера кариера? Тоа ви е избор некаков, таков, тоа е моменталната ситуација, затоа што имам и правено... Знам дека имавте порано, ама сега викам, зошто сега се одлучувате на секој свој? Прашање на инспирација, на тајминг, на све. Најверојатно јас се пронаоѓам сега во работите кои што си ги пласирам периодов, пошто нели е вокална музика и е на македонски. А од друга страна сметам дека има многу што да покаже со свирењето гитара, уствари него вокалот му е гитара. И така ни се поклопи едноставно да си имам Наташа греши само да свири, не може во инструментални теми да се уклопи. И заедно. Тоа најдобар одговор за прашање зошто инструментална музика, краток и јазен затоа што не знам да пеам. Така? Меѓу другото, краток одговор. Дугачкиот одговор е малку покомплициран и веројатно попрецизен, ама вака поинтересен да се каже, не знам да пеам, да инструменталистум. А како со инструментов? Од кога се држиш со гитара? Па, има некои 20 на години веќе. Прво аматерски, потоа малку посериозно, нормално таа фаза со локални бендови по гаражи.
со авторска музика, со свирење и кавери и полека почнува патот за да се стигне на некој, не знам, посериозна ниво кај што тоа веќе ми е професија и главна преокупација. Наташа, кога ајде да се префрлиме, да, не, кога веќе во студио сте и тука и дом и студио и се. Поише сте во студио или поише сте дома? Поише сме во студио и караницата е во кое време да го користи студиото, а останатиот простор како така има. Добро. Функционира секојдневието со Google календар. Добро. И кој како има ангажмани си евидентира, па чекај сега ти вамо, ева таму, да, тоа не е реалноста на живењето. Инаку имав еден краток обид за да научи да пее. Значи, дадов шанса на тоа и он даде шанса, ама на крај ништо не испадна, се откажа. Толку не го било? Не дека не го бива, него има работа. Сега, со гитарата е познава. Со гитарата е во комфорт зона. Да, реално нема потреба. Да. И кој ги пробива термините во студио најчесто? Двајцата. Најчесто се дава приоритет на тежината на проектот на кој што се работи. Термини, да. Виновни двајцата. Виновни двајцата. Добра, ама работите и за, мислам, работиш и за други, така, не е само за обајцата. И за други артисти, домашна сцена, странска сцена и се зависи од што е приоритетно или актуелно во периодот, така и не се синхронизирани распоредите. Зашто помалце караници возможно. Помалце караници. Инферно ќе ја чуеме и ќе ја видиме, односно спотот, нели, од она што е меѓу последните парчиња, па ајде малку и да чуеме и од тебе, нели? Тебе и има ништо ново, така. Ама уште не е до пола е. Така реча Дамир, до пола е монтажата. Негде така. Се монтира. Некои добри 70%. Добро, да, ајде. Палато уште тие 30, ама тие 30 одземаат најмногу време, пошто деталите се уствари тоа што го прават нештото да е добро. Така. Инферно и тука со мене ми беа 2 сингла објавени лани, после мојот албум кој што го објавив 2022. И да, сега спремам нешто ново, нешто кое што, за разлика од претходниот албум, кој што е претежно поп музика, со оваа песна се враќам пак на корените на рок музиката. Си правам мала спојка на поп со рок, нормално во соработка со Дамир, кој што цело време имам неговата поддршка и давање насоки. И да, спотот е снимен, моментално е во процес на монтирање и се надевам дека многу наскоро народот ќе може да слушне и да види што имам да. Влијанието сепак превладуваше за да промениш и да се одиш на рок. Не, ја таму сум тргнат. Не, јасно, но за да се вратиш, влијанието беше негово? Не, знаеш како, едноставно тоа е нешто на кое што душава мене ми трепери најмногу. Да, си имав еден период на експериментирање, пошто сум била дете што сум слушала различен тип на музика, не било само рок, ја имам студирано класична музика, оперско пеење беше долго време моја окупација. Па после тоа со Station Innermost навлегов нели по прогресив рок музиката. Ова со мојот проект, со мојата музика ми беше малце бегање од само држење еден жанр, него експериментирање со комбинација на стилови. И сега више е време да се врати старата. Наташа во игра пак. Во ново време рокот како плива? Тоа е малку... Нели некако се е насочена на ден, се е насочена на кратко, пуп, да помине се тоа за социјалните мрежи, нели? За тоа изборувам. Креативноста никако се... Се е дигитално, рокот пак си бара, нели? Гитара жива е друго. Баш така, тоа е комплицирано прашање поради тоа што не само за рок музиката, генерално на светско ниво, жанровите што порано беа дистинктивни. Значи, се некако се генерички како рокот наликува на поп, попот има црпи влијанија од различни жанрови што веќе нели попот е жанр одредена на музика кој што може да се стави некоја рамка, формула постои. Сега веќе тоа сега веќе не постои. Да, сега веќе имаш проблем во фолдер која си ги редиш, да речеме поп, денс, рок и така натаму, ти имаш проблем некои песни да ги ставиш во било секаде одговараат. Да, и за рокот е интересно тоа што од една страна е исто паднав во таа замка на генерализирање, а од друга страна па андерграунд сцената цвета. Никогаш, барем конкретно ако збориме за гитарска музика, за сродни жанрови рок, метал, прогресив, така натаму може не имало подобро време од сега. Со тоа што тие артисти, тие бендови си имаат кариери успешни, може да се живеат од тоа. Ама не се комерцијално успешни да може секој да ги знае, не е household name. Така да малку зависи како ќе фатиш одговорот на прашањето, има и тоа и тоа. Некако истовремено многу полошо, истовремено многу подобро, зависи
кој каде се наоѓа. Така е. Ја некако гледам тоа од страна, зашто сум и одеднати од другата страна, како продуцент и како артист. Да. И имам увити во двете страни, се зависи од кога ќе прашате од која страна е различен одговор. Малку е комплицирано како се што е генерално во музичкиот свет. Како се најдовте вие двајца? Одамна беше. Одамна? Музиката не не забораила? Да. Не може да се заборави тоа. Не. Музиката не спои. Уствари, заеднички пријател наш, кој што тој период правеше рап музика, имаше речено да направи преработка на негова песна во рок верзија. И го имаше ангажирано Дамир, што ја тогаш не го знаев, да снима гитари. А после тоа ме имаше исконтактирано мене, кога разбрал дека девојчева учи музичко, знае добро да пее, може да се уклопи супер. И после тоа неговата спојка не спои нас двајца и првично беше муавет чисто за музика, и ова треба вака да биде, ова треба така, договарање па уз таа музика и па што музика слушаш, па филмска музика, па што филмови, па книги, па чуда, свашта и гледаш дека имаш многу муавет, многу заеднички работи кои ни се... Ова е, извини што те прекинувам, ова е ексклузивна приказна, ова никој вака ван најблискиот круг не ја знае приказната. Да, ексклузивно може да леса. Нека трепка. Официјално во етер. Да. И така многу постепено си дојде, без некој план, умисла, да. Едноставно ни кликна. Така е, да. Па затоа и прашањата ќе бидат такви, да кликнат. Само прво нека кликнат маса. Да кликнат. Може и така, може и така, да. Паузичка, лайф, да испееме нешто, ова е, што ќе пееме? Се што знам. Добро, за утре ќе пееме. Микрофонот не води. Така се вика песната, добро. Се што знам. Што ти да ти кажа? Ова е твојата нова, извини? Не, ова е од албумот 10 љубови. Добро. Верувај се ке сторам, без правила ти давам се што знам. Посакувам да сум твоја, само твоја. Дај ми знак, силно горам, илјада причини и еден план. А се што сакам да сум твоја, само твоја. И заиграј со мене во блудна преградка и остани со мене, да ме допреш, да ме возвишиш до неба, сиот разум ми го зема. Барем остани покрај мене, ти давам се што знам. Возвиши ме до неба, сиот разум ми го зема. Барем остани покрај мене, ти давам се што знам, се што знам. Помисли на мене, мечтај, но за миг. Во звездени утра и трепетлив мрак. Верувај се ке сторам, без правила ке дадам се што знам. А се што сакам да сум твоја, само твоја. И заиграј со мене во блудна преградка и остани со мене, да ме допреш, да ме возвишиш до неба, сиот разум ми го зема. Барем остани покрај мене, ти давам се што знам. Возвиши ме до неба, сиот разум ми го зема. Барем остани покрај мене, ти давам се што знам, се што знам. Возвиши ме до неба. Остани покрај мене, ти давам се што знам. Возвиши ме до неба. Остани покрај мене, ти давам се што знам, се што знам, се што знам. Браво! Уживавме, благодариме. Браво!
заврши таа кариерата во однос, мислам, имаше воопшто обид никаков во класична музика? Да, кратко време волонтирав во Македонска опера и балет и додека бев уклучена во тие неколку проекти, ми се чини дека бев уклучена во Турандот, во Евгениј Онегин и Хофманови приказни. 3 оперски представи на кои што бев. Сватив дека колку што ми дава можност класичната музика, толку малце ме ограничува затоа што имам порив за создавање своја авторска музика. А некако по класичната музика цело време се водиш по некоја партитура, по некои пишани правила, иста е изведбата цело време. Сега има некоја варијација или зависи од диригент, од режија или сценографија, може да постојат варијации, но сепак тоа е рамката во која што се изведува таквиот тип на дела. И не се откажав, него едноставно си реков дека треба да се проба нешто поразлично, нешто што мене ми лежи можеби повеќе. Едноставно да се изразам и да си го кажам тоа што си го имам. Па и добро е кога ќе си го направиш правилниот избор. Ние во една недела имавме различни одговори на оваа тема, знаеш? Да. Имавме и момент дека сака повеќе на класична музика. Денис ни беше. Денис Димовски? Да. Денис ни беше. Денис били кога влегов тамо, тоа е нешто што сум го сакал или сум посакувал нешто. Ова е едноставно што секој мора да се пронајде. Многу е битно тоа, пошто автентичност не се глуми, тоа публиката има радар за тоа да го препознае дали некој артист е автентичен или пробува да се уклопи со сила во некоја рамка и тоа е многу битно за некој што креира авторска музика. Точно, баш така. Ајде сега малку овие брачни прашања. Ние уживаме кога имаме брачни другари. Зими ги само палките и пуда една така и дам или една така. Кој што треба да одговорат на некои интересни ситуации. Да, ме фаќа трима. Не е толку страшно. Вака вика, дали некогаш си се приправал дека спиеш за да не мораш да помогнеш околу кукините обврски? Може и двајца. Треба да одговарам за да. Не, за себе. Сега за себе. Не? Што се твои обврски? Пошто знам... Ги делите? Имате така некаква поделба? Да, нема стрикна поделба, кој зашо го бива и кој како е слободен со време. Зашо те бива? Мене ме бива за одржување хигиена у студио. Да. Значи, јас сум експерт за чистота у просторот кој што ја го зазем. Тоа е студио дневно, да. Добро. И организација на простор, кабли, менеджмент, добро. Па добро. Тоа е убава поделба во секој дом. А се друго вамо ти е твое. Да, чат-пат знае у кујна да ми помогне. Па добро. Да, готвење, добро готвење. Одлично. Не дај Боже кабле од студиото некој. Не, јас сум на дистанца. Така да добро е точно така. Готвење го заборавив, пошто не го прецепирам вајде како уврска, да, готвење. Готвење не ти е уврска? Не. Ужива. Боже. Пуста ката. Не е обврска. Мене ми е уврска цел Макар и живот. да треба да го купи. И тоа ми е уврска. Добро. Ај малку околу гардероба, да? Некогаш те кажа дека не ви се допаѓа нешто што облекува партнерот за да не излезете, например. Да или не? Нешто на ситуација, а да не излегува. Не, кај нас стално е директен. Испадне многу поштен. Да, стварно е многу така, да. сложно. Добро. Добро. Дали никогаш се го искористиле партнерот како изговор за да избегнат излегување со пријатели? Еве ги. Guilty as charged. Како изгледа тоа? Ме викаат на, што да кажам, у студио сме работиме. Да, нешто такво, или има некој проект кој што е искрзнал се. Да. Најчесто тоа. Најчесто е така. Кој е оној кој што ги избегнува или дали често ги избегнувате оние ситуации за расправи со изговор дека ве боли глава или ќе разговараме утре ми се спие? Има ли такви ситуации, да или не? Кога не мислите исто, нели? Подобро е да се уладат главите, па викаш боле да одспиеме, па после така, па после да се... Двајцата? Да. Не сте сега одма дај да решиме да видиме што како... Јас сум малце поимпулсивна од Дамир, он е малце тој што е посмирен врската, ама не, генерално и двајцата ни се користи тоа правило да се одспие, по утре ден таа се расчисти што и да било. Паметно. Многу паметно, така е, да. Дали некогаш сте го провериле телефонот на партнерот без да му кажете? Да. Да? А ја таман да кажам, па мислиш дека не мојата
Некој ги ти каже. Ама не гледај, вака прво. Не прво вака беше не. Да, Не, да. Тоа било ако нешто мајка му звонела. Да. Да, не, сериозно. Да. Да, само во таква ситуација. Верувам дека, гледај, овдека сме имале разни ситуации, особено во ваквите брачни приказни, но јас сакам да им докажеме на луѓето дека сите ние сме исто така луѓе и овие јавни личности така и дека сите имаме некакви своји лоши денови, не знам што и не знам како, меѓутоа генерално ако е брак или врска, некоја нели поинтензивна, веројатно треба да се има некаква доверба. Па тоа што е твое да е твое, на пример телефонот да е. Без доверба не може врска да издржи. Па и врската веројатно се базира на довербата. Да. И на почет. И почет, нормално. Така е. Ајмал околу роден ден има. Ајде, може. Дали сте го заборавиле партнерот на... Роденденот на партнер. Партнерот на роден ден. Не, никогаш. Најверојатно не. Најверојатно не. Знаеш зошто не? Затоа што се спремам за мојот роден ден месец напред. Нема простор да го заборавам. Да. Веќе му е зацртано. Само за тоа се збори, пошто не знам, многу Јас се двоумам, пошто сум многу слаб со датуми, со памтење роден дени, имам милион луѓе заборавен од најблиски, едноставно не ми е јака страна. Да не се социјални мрежи, Вибер, да те подсети, да. Да, у незиниот случај пошто нема прилика со мене да заборам, пошто јас се сака ли изненадувања, сака ли некакви подароци кои што треба да бидат, не знам, генерално такви, да се испочитува ако ништо Па друго не мора да е. Со оглед на тоа дека Наташа се спрема Наташа се од подготвува, овој роден ден, кој ќе заврши за следниот. А што сакаш да, мислам, правиш забави за роден ден, како? Па или забави или некој не знам, не мора да е забава, едноставно јас сакам да се одбележи тој ден затоа што сум човек кој што си го слави животот пред се. И затоа многу добра рампа е роден денот на брат ми. Брат ми е роден на 5 август, а мене роден денот ми е 4 септември. Чим помине неговиот роден ден, автоматски цел август е после тоа у име на мене и на роден денот може ми следи да имам некоја таква. Добра, Дамир кога е роден? 26 јануари. Добро. Знаеш? Знам. А тој сака роденденски зарадувања, такви торта, нешто, не знам. Па, се нема изјаснето. Не. Ништо спектакуларно, да, спектакуларно не ми е. Мојот роден ден не е ивент како што е незината. Тоа дефинитивно се не знам на скалата од 1 до 10 кај се наоѓам, да, однос на неа, не. Добра, што се однесува до подароците, кој што сака, односно ти да треба на Наташа да ја одбереш за сега следниот роден ден, што би одбрал? Она сака нешто поголемо. Да те спремиме. Каков тип на поклон сака? До сега Нешто големо, нешто миниатурно, изненадувачко, рачна изработка, спомен. Вниманието ми е пресудно, што знам. Може и најмала ситница да е мене тоа ми значи. Кога некој ме помислил, кога помислил дека денот ми е мене за мене, тоа е најдоволно. Може и некој, не знам, ситно нешто. Колку да се одбележи. Не сум некој мегаломан што сака, не знам, скапи подароци, парфеми. А обратно, што ти доаѓа прво да му купиш, да речеме, да треба опрема. Утре да. Он е лесен, нешто да ги најлесно, да. Нешто за во студио. Да. Вика, дали некогаш си заборавил да кажеш дека дека си потрошил повеќе пари од планираното за мене и Случајно си заборавила. Случајно сум заборавила. Да. Не. И да. Не, ја стално сум. Си заборавил да кажеш или си заборавил да кажеш? Па и двете. И двете, да. И двете. Како се вадиш после? Ја објаснувам важноста на потрошените на презамината одлука. Дека тоа е важно во секоја смисла. Со образложение. Така е. Дали се случило да ја скриете омилената храна од партнерот затоа што ви е вас омилена? Например, некој парче торта или не. Па некој грицки, некој... Не, ама давам опомена. Случајно ми е нешто ептено милено, не е скриено, ама викам дека немој тоа е за мене. Како даваш опомена? Ама што не си напишеш на Наташа? Резервирано. Се столицата. Прво давам прашање дали он би сакал да изеде нешто и ако го гледам дека и на пола е као не, одма вече како да си го земам пред себе и да толку е. Мада ретко ова седеш. Имаш некоја своја омилена храна што не ја делиш? Така? Благо. Да. Некоја парче торта?
Ептен. Па не ти се приметува, Бога ми. Среќа имам. Среќа имам добар метаболизам. Да. Дамир, ти како стоиш со криење на омилени? Ја за храна сум, не знам, многу по... Имам многу помали барања, потреби, однос на храна. Кај нас е интересно тоа што мојата црвена линија е ако не сум наспан. Мене околу тој дел сум малце поригорозен, да. Кај Наташа е со храната, така да за храната да. Имам одредени јадења што си ги сакам, одредени што не, ама не е тоа ако го касне, не е дека... Да сум многу либерален у тој однос, така да немам нешто интересно за споделување. во конкретниот случај. Значи, јади што сакаш, само оставиме да спиеме. Да, баш. Добро, ќе играме... Играме кој сум јас, да, па после уште неколку прашања. Ќе видиме, ајде, време лета. Ајде, значи ви кажавме, не знам вие дали си размисливте, додека траеше, нели, подготовка толку. За неа. Смислите? Одлично. Значи, ова е за Наташа, повели. Само да не види. Наташа, не гледај. Наташа, повели. Вака треба само обратно, вака треба. Може да бришеш ако нешто грешиш, само да исклучиме овде да не си видите. Да не се гледате. И нормално едниот другиот да не гледа и да може да се... Веднаш знаеш и тај тој. Не чита, Наташа, наваму. Добро. Значи вака, спремно. Така е. Спремно и одма. Очила врз очила. Сега, пази, ето. Размена. Не гледам. Треба некако да ви покажеме, не може да... Ке видат сега кога ги ста. Еве ги. Ке се свртат на кај вас, на кај камера 1. Ете, одлично. Добро. Супер. Па, Ајде сега. со да и со не. Ако треба ќе полагаме понатаму. Идем. Ајде. Ајде. Значи, прашуваш за себе. За себе? Да. Дали сум женско? Да. Дали сум од Македонија? Не. Дали сум пејачка? Да. Дали сум... Дали сум некоја пејачка што ја слушам редовно? Не. Дали сум ексцентрична? Не. Дали сакам рок? Жанрот? Не. Уште не? Уф. Дали сум пејачка со бенд некој? Не. Да не сум Леди Гага? Не. Нели не си Па не си ексцентрична? Да, не сум ексцентрична, ексцентрична уствари, да. Уф, Ама одлично пееш. Одлично. одлично. Прекрасно. Ја имаш пејана. Ево ще да мало помош. Ариана Гранде. Да! Може беше мала помош. Може да си ги тргнем? Може, така е. Имаш многу ствари пејани, но не очекував дека толку брзо ќе. Да. Дали сум машко? Си. Дали сум се уште жив? Да. Дали сум од Македонија? Не. Дали сум спортист? Не. Музичар? Музичар. Дали сум гитарист? Да. Океј. Дали сум инструментален гитарист? Да. Дали сум ќелав кога што сум? Не. Ово има коса. Ова има коса. Дали сум од 80-ти? Кариерата ми е почната од 80-ти. Па може да се каже. Океј. Дали имам италијански бекграунд? Имаш. Стив Vai? Браво, браво. Браво. Така како се познаваат, гледаш? Одлично. Италијански бекграунд. Бекграунд. Да, сега ни требаат... Не, ката не треба да пееме. Пееме, пошто времето Нема лета, време? па ќе видиме после. А овие? Ќе видиме после, Добро, важи. добро. Пошто сакаме и сакајме да чуеме. Сакаме да ја чуеме. Сакаме, од така што Каролина. да не останеме покуси музички. Покуси. Како? да. Ова е моја, така? Тоа е Секако. твоја. Чекај, јас ќе Чекај пуштам. да пуштиме сега и Превиу. да им кажеме на режија да ја пуштат Режија пушта и Каролина. плей и одиме. Оваа ќе ја пееме со матрица. До болца. Така. Ете. Да? Што милена песна, не? Детство, да.
Па тој... Кога ти се пее така, нели? Не знаеш како да реагираш. Да, без инструмент. Да. Малце, така чудно, ама Чудно, ама добро. Да, кога беа импровизацијата ми текна на Хипокрит на Каролина. Знаеш колку импровизации има? Таму 3 минути има без импровизација. Да. Така да, добро истеравме. Убаво што се подсетивме. Ја бидел на реклами. На реклами? Добро, ајде. Ама како сакаш колешка, јас нема атерот да ти го слушам. Ајде, ако се... Малку. Ајде, запнала со табличките, таблички. ајде одиме кратко, во неколку минути. Зимај. Брачни таблички. Брачни таблички. Готово? Повели, ова пишува? Може, пишува, така е. Добро. Само не брише, ова брише. Ајде, одиме брзински со брзи одговори. Може ли? Да. Како спие за другиот? Како спие Наташа, како спие Дамир? Општо е прашањето. Да, значи спие на страна, спие покриен, Не, може откриен, и харчи, харчи, може. нит харчи, Месечари, може ме маваме тепа, не спие. не спие бега. Мирно, добро. Што сака да гледа? Само Ај- одма покажувајте Не, за ама да може... нека напишат ако не николку одговори, па посети. шо е? Ај, добро. Само Покажи. свртете кратко. Ете, На стомак. На Добро. стомак, така. Мирно. Добро. Океј, омилено јадење на другиот. Одма, без препишување ке ме молам, да не намалувам оценки. Салати. Пица. Види каква контра. Она викаше благо, нон-стоп јаде, он вика не е проблем, а? Добро. Доцни ли? Чекај. Ова се вика Ова е демократска. демократски одговор. Делумно Академски и... 10 минути. Академски ти се. Академски оправдано. Твоево, пази. Делумно. Па сега ти свати си како Така сега. е. Што сака да гледа? Ова ме интересира. Ајде, другиот. Комедии. Формула 1. Формула 1. Какви работи откриваме. А што сака да гледа таа? Комедии. Комедии, Добро. добро. Какво време најмногу сака? Опси. Што? Ми падна капачето. Ништо. Она сака Топло. пролет. А пројат, Топло, добро, да, а лето. сака топло, Да, добро. дали е циција? Едниот за другиот? Не. Усното добро. Да. Добро. Што мрази? Што мрази? Да. Во еден збор. Неправда, така? Неправда, добро. А доцнење? Доцнење. Добро. Добро. Што сака да спортува? Едниот за другиот. Фитнес. Трчање. Трчање. Да, Добро. фитнес. Добро. И во која облека најдобро се чувствува? Која? Ги замисливме на крајот. Сценска. Може. Од кај ги И во изгледа право одговориве, си. ние сам не знам, ама Северок да. Северок стил. стил. Ете, суперишка мишка. Сега можеме реклама. Суперишка. Еве, гато ти си. Реклами. Назад сме. Спремни и во очекување на играта Кош на глава, па да видиме кој колку ќе погоди и што ќе се случи, а? Ајде. Може да си помагат. Во спортот Значи- прашањето не спомнавте кош, едниот трчаше, другиот Фитнес. фитнес. Да. Со Кошов? Со Кошов, еве сега А сите високи ќе ги- видат, да, сите ќе видат кој ќе праша некој висок си да не играш кошарка, сега ќе сватат дека не. Дека не си кој висок игра Не, кошарка. тоа ќе биде многу јасно, многу наврзо, да. Ќе почнеш, Дамир? Ајде. Ајде. Добро, ова нема врска со Кошов. Да. Кажи само што да направи, да се помести, ништо да направи. Така за прво малце по обричот, значи, така хоризонтален, да, искрос. А практично што двајцата сте високи, така да нема потреба да се наведе. Оп, за малку. Што или Наташа? Што да направи? Стој. Само малте вака, да.
Да. Ете кој го шока. Добро. Не се откажува тоа. Исто само малце пониско. Уште малце? Уште малце. Уште малце. Уште малце пониско. Уште малце пониско. Дали смео? Све сме. Е дозволено. Мој си двочекор. Да. Не, ја ќе си пробам уште еднаш. Сакаш ли голар? Да. Стој. Не вргај. Тројка. Браво, на тоа е, Саша, тоа е. повели плавита. Сега. Се обратно. Вака? Никој не го направи. Таман, не до толку. Не, многу Добро, тука стои. Одлично. Знаеш како финта. Браво. Повелата. Окей. Сакаш ли обратно? Не, ја сакам на страна, Вака. Аха. Ај малце со тилда, да. Да, знам што ти треба. Како 3 од 3. Не ми се верува. Не, сега ми треба некој тежок. Ајде, тежок. Тежок шот. Што да направи? Не само малце изравни мали. го обрушот и Ајде, еден да. регулар да не испадне дека Ајде, све вака. фейкам нешто. Шама. Браво. Добро. За малца, Дамир. Чекај, се ова е за point making? Да. Match point? Не имаш уште. Мора малце. Не, Наташа, види, ќе се охрабри, отиде у друга сценографија. Еве сега од утринска ќе ти фрла. Ајде. Значи имам шанса. Имаш Имам шанса. Ајде, Ајде. 3-2 е за сега. Ајде уште еднаш со обручот. Вака? Уште малце. Така. Се интересно. Финално, Ова да. е финалното. Да. Се ова вака. Браво. Друштво, фала ви многу. Честитки, одлични бевте. И во емисијава, и во оваа последна игра ви благодариме што нели ги изигравме заедно сите игри, затоа што мене одвоивте време и се придруживте и бевте дел од Никој како денеска. Фала ви на вас. Фала ви на вас, фала и на поканата. Најавивте нови проекти, тука сме нели да ве поддржиме, така што има нешто ново, ве чекаме. Кажете. Фала многу. Убаво се поминавме, нели? Да, поздрави до гледачите, се надевам дека ужива. Така е, да. Да, тоа е местото каде што треба да прочитате многу повеќе. telma.com.mk, а ние се гледаме секако и утре во исто време, 17 часот и 30 минути на Телма. Чао, чао!